чувствително прашање, вие од вашите расположиви 15 минути едвај зборувавте 5,5 минути. Мислам дека начинот на кој што се носи вакво законско решение не виден преседан. Ниту имаше јавна расправа за ова законско решение, ниту пак денеска е присутна министерката за внатрешни работи, која предпоставувам како претседник на ВМРО-ДПМНЕ, заедно со пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, ако е вистина волку добар законот, ќе се обидуваше да печали дневно политички поени. И со најголема помпа ваквиот закон ќе се донесе. Чудно за оваа влада, атипично. Нема јавна кампања, нема реклами, нема алатки, пиар алатки со кои ќе се рекламира ваквото решение. Бидејќи изминативе 2 недели актуелно нешто друго кое што во голема мера го третира Министерството за внатрешни работи, во една прилика по повод прославата и начинот на кој што беше истакнувано албанското знаме, ќе направам мала дигресија. Министерката за внатрешни работи одговори на новинарско прашање дека МВР реагира доколку некој побара од МВР да се реагира. Со сиот почит, почитуван заменик министер, за вашиот кредибилитет и легитимитет да го браните ова законско решение, вас не можам да го поставам ова прашање, но можам на пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, предпоставувам некој ќе ми одговори. Кој од Гордана Јанкуловска, бидејќи таја делува само кога некој од неа нешто бара, побара да се донесе вакво законско решение? Да се донесе ваков закон за приватно обезбедување. Или ајде да идеме чекор понапред. Дали внатре партиската преспретка во ВМРО-ДПМНЕ по повод акцијата Детонатор помеѓу партиските агенции за обезбедување сега кулминира со една друга епизода. Или не случајно огромен дел од колачот, односно од бизнисот за обезбедување на имоти лица, кој што го презима СГС, за кој јавна тајна е дека е во некаква врска со шефот на тајната полиција, кој случајно е братечет на премиерот Никола Груевски, Сашо Мјалков, сега треба да добие дополнителни ингеренции со едно вакво законско решение. И на тоа мора јавноста да добие одговор. Не може, почитуван заменик министер, не може, ово се обраќаме и до пратеници во владачкото мнозинство, кога се даваат полициски овластувања, многу поголеми од кои што во актуелното законско решение може да располагаат представниците на агенциите за обезбедување, да се вадите и да се оправдувате дека немало јавна расправа, но ваквиот закон бил објавен на веб страницата на Министерството за внатрешни работи. Ке се обидам, бидејќи претходно за еден друг закон рековте дека сме дебатирале со политички говори, ке се обидам со неколку аргументи во интерес на јавноста да објаснам зашто денеска ние расправаме. Значи, на страна 3 од образложението, од приложениот закон, го велите следното. Фактот што преку вршење на дејност обезбедување на лице имот на своевиден начин одреден дел од овластувањата на правните лица за обезбедување на лица и имот, се впрочем овластувања кои по својата природа ги врши полицијата, покажува дека и самите признавате дека ќе им дадете на агенциите за обезбедување полициски овластувања. Дека тоа така, ќе ги прочитам овластувањата на обезбедувачите, односно членовите на приватните агенции, кои вие ги предвидувате со закон. Видите вака, кога има задолжително обезбедување? Тогаш, и тоа го дава владата, кога се работи за предмети и објекти од особено културно-историско значење, како и во други случаи кога е тоа во интерес на безбедноста, односно одбраната на Република Македонија. Кои се овластувањата кои што ги предвидувате со ова законско решение? Значи, ако се усвои вака законот, припадниците на агенциите за обезбедување ги имаат следните овластувања: да вршат проверка на идентитет на лица при влез во имотот што го обезбедува, да предупреди лице да се оддалечи од имотот што го обезбедува, ако лицето неовластено се задржува во него, да не дозволи влез на неповикано лице, како и да забрани неовластено снимање или внесување средства и опрема за таа намена во имотот што го обезбедува, задржи и предаде на полицијата лице затечено во вршење на кривично дело за кое се гони по службена должност до доаѓање на полицијата, врши преглед на лица, предмети, возила и багаж и употреби средства за присилба. И сега да видиме кои се средствата за присилба.
Во вршење на обезбедување, член 54, употреба на средства за присилба. Во вршењето обезбедување, работникот за обезбедување може да ги примени следниве средства за присилба: физичка сила, гумена палка, средства за врзување на лица или популарно наречени лисици, хемиски средства спреј, огнено оружје. Огнено оружје и дресирано куче. Значи, кога може да употреби огнено оружје, сте ставиле цитати од Кривичниот законник, кај што е третирано што е крајна нужда и нужна одбрана. И велите, да може да употреби огнено оружје ако одбие непосреден противправен напад со кој се загрозува неговиот живот, одбие непосреден противправен напад на имото што го обезбедува. Ве молам, почитуван заменик министер или пратеници од ВМРО, да ми објасните какви се политичките овластувања кои што се поразлични од овластувањава што ги добиваат приватните агенции. И замислете да биде абсурдот уште поголем. Ако случајно прекршат одредени овластувања кои што овој закон ги утврдува по законски одредби, внимавајте како ќе бидат казнети. Глоба од 3500 до 4000 евра во денарска противвредност, ако некој го надмине овластувањето за вршење на приватно обезбедување утврдено во членот 9. Почитуван заменик министер, почитувани партијаници од владачкото мнозинство, ова е закон со кој што се предвидува правење на паравојска или параполициски единици за партиски цели. И од тоа не можете да избегате, ниту можете да убедите јавноста дека тоа не е така. И објаснете на јавноста зошто вработувате нови лица во Министерството за внатрешни работи, кај што вие барате многу високи критериуми, каде гледаме дека Гордана Јанкуловска ги следи како вежбаат, прават склекови за да избере подобар кандидат. И дали не сметате дека со бруталната партизација на Министерството за внатрешни работи веќе 7 година ни се случува во Република Македонија да имаме испади на лица вработени во полиција. Да не го експлоатираме случајот со Ален Закиров, еве денеска актуелно дека одреден полициски инспектор си пробал да си го земе животот зашто со службениот пиштол си пукал во гради. Не знам кога е вработен тој, не сакам да шпекулирам, меѓутоа сакам да отворам друга дилема. Бидејќи Триумфалната порта или Скопје 2014, кој што е лоциран како проект на плоштадот Македонија, во центарот на главниот град, е обезбедуван од страна на приватна агенција. Нема да ја споменувам. Сакам да ми одговорите дали таа приватна агенција на територијата на целиот плоштад, бидејќи во законот велите дека граница на простор што се обезбедува по дефиниција е следно: граница е линија што ги опфаќа недвижностите и површините што се составен дел од имото што се обезбедува, тоа е значи целиот плоштад. Тие ќе имаат право да легитимираат на плоштад лица кои што за нив по субјективна оценка ќе бидат сомнителни дека може да нанесат штета на спомениците, дали ќе се шетаат со дресирани кучиња, дали ќе имаат право да носат огнено оружје, да апсат луѓе со лисици, ако некој се обиде да наштети на споменикот, или дали тоа ќе биде пример со патарините кои што ги обезбедува СГС, познатата агенција за која, како што кажав на почетокот, стои Сашо Мјалков, и кажете ми дали утре некој кој што ќе поминува на патарините, кој што ќе биде осомничен од страна на некој припадник на агенцијата за обезбедување, ќе има право да биде легитимиран од страна на припадникот на СГС, па дури да биде уапсен. Ова се многу сериозни прашања на кои што мора да одговорите, бидејќи можеби вакви некои стандарди има во Соединетите Американски држави, ама таму не може да видите некоја приватна агенција да обезбедува плоштад или државни институции како што се патарините. Тоа не може да биде случај. Може да биде само во приватни објекти. И сосема на крајот, бидејќи толку време имам, ова прашање го поставам на пратениците од ВМРО. Дали сметате, тие што имаат повозрастни деца кои што излегуваат навечер во дискотеките, дали сметате дека ваков закон треба да се носи на ваков таен начин, и дали некои од вашите деца знаат дека после усвојувањето на ваквиот закон припадник на приватна агенција ќе може да ги идентификува и да побара од нив лична карта. И доколку тоа не се случи, може да постапи согласно овластувањата кои ги има. Почитувани колеги, ова е срамен закон, кој што апсолутно нема врска со интересот на граѓаните, и СДСМ вакво законско решение нема да подржи. Благодарам, господин Трајанов. Павле има реплика. Повелете.
Господинот пратеник